Почитувани земјоделци, знаете дека кога го зборувам од срце. Секогаш кога сум на терен, секогаш кога сум меѓу земјоделците, сум како меѓу своји луѓе. И кога ќе видам микрофон и камера, не знам вас, ама мене ме потсеќа на ајдната емисија. И на битката која што ја биеме од 2006 година за подобар живот на земјоделците. Што успеавме за тој период? Да ги кренеме земјоделците, да не кренеме на пиедесталот, да бидете ценети во државата. Направивме вие да одлучувате избори. Земјоделците одлучуваат веќе во оваа држава кој ќе биде премиер и кој ќе ги води. Што се случува изминативе 7 години? Наместо поарма, земјоделското производство е пред пропаѓање, пред уништување. Вие најдобро си знаете колку пари имате во џебовите. Јас ги гледам бројките. Нема земјоделско производство што не е паднато. Овци, 1.200.000 сме имали 2006, сега имаме 700.000, а и помалку велат на терен. Лозјата од 24.000 хектари, сега имаме 19.000. Пченица произведуваме на помалку од 20.000, на помалку за 20.000 хектари или 60.000 тони повеќе увезуваме. Знаеме сите како помина последниот откуп на пченица. Или, почитувани земјоделци, ова што се случува сега е буквално корумпирање ваше на земјоделците, користејќи ве како гласачка машина со субвенциите пред избори. Сакам да ви кажам и сакам да бидете сигурни во тоа. Субвенциите се државна мерка, не се партиска мерка. Субвенциите не ви ги дава ни Ставревски, ни Груевски од джеп. Тие ви се обезбедени со закон. Исто како што се обезбедени и пензиите. Затоа, кога ќе ги слушнам кај што зборуваат на говорница на прес, ние денеска пуштивме субвенции. Тоа е исто како да излезат секој месец и да велат, ние денес пуштивме пензии. Значи тоа се подразбира, почитувани земјоделци. Субвенциите ќе ги имате без разлика која влада е. Со таа разлика што мора да ги добивате навреме, тогаш кога ви се најпотребно. И таа е првата и носечка мерка во програмата за земјоделство на СДСМ. Субвенции навреме тогаш кога на земјоделците им се најпотребни. Сега сакам само да ве потсетам. Ве прашувам иако го знам одговорот. 2012 година немате сите земено субвенции. Не се уште исплатени, а крајниот законски рок помина на 30 јуни. 2013 година, за која што ни испотепаа од собрание, дека мора да го донесат буџетот ако не ќе нема пензии или ќе нема субвенции. Еден денар немате земено тие 130 милиони евра. Вака доцнејки, владата на Груевски украде цел еден земјоделски буџет. Каде се 130 милиони евра за 2013 година? Затоа потенцирам да не дозволувате, да ве понижуваат и да ве уценуваат со субвенциите. Тие не само што ви следуваат со закон, тие се ваши пари. Агрокомплексот во буџетот на Република Македонија учествува со 200 милиони евра, што по основ на даноци, на акцизи, само од нафтата 7 милиони евра внесувате во буџетот тракторите што ги палите. Сега доаѓам до втората важна мерка. Субвенциите се подразбираат, но мора да имате поевтино земјоделско производство, а тоа е пред се нафтата. Знаеме колку е скапа. Ако 2006 година со 2 литри млеко сте купували литар нафта, сега знаете 5 литри млеко ви требаат за литар нафта. Па не може да имате конкурентно производство. Затоа втората важна мерка на СДСМ е зелена нафта или 50% поевтина нафта, како што имаат сите други земјоделци во регионот. Исто така многу важно, во време на откуп, ќе зборуваме сигурно за актуелниот откуп на тутун. Знаеме, повторувам како помина пченицата. Не може земјоделците да бидете препуштени на уцената на откупувачите или на трговците. Мора да се почувствувате дека сте заштитени од државата. Сакам да знаете дека во законот за земјоделство и рурален развој нема проблем што се јавува, а да не може владата да ви помогне и тоа се согласно законот. Еве ќе ве потсетам што се случи со откупот на пченицата. Излеговме ние пред време, кажавме дека ќе има повисок рок, ги видовме цените какви се во околината, знаеме дека Србија диктира цена и рековме дека мора државата да излезе со интервентен откуп на 10.000 тони. Ќе го
ќе собереше она пченица од помалите земјоделци и немаше да дојде до ваков проблем. Ама тоа беа 2 милиони евра. И тоа не неповратни, како во споменици или панорамски тркала. Не, тие пари знаете сами дека преку стокови резерви ќе си ги вратеше државата во јануари кога ќе ја пушташе пченицата на продажба. Ама тоа го прават само влади на сериозни држави кои што се грижат за земјоделското производство, каде што е стратешка гранка. Сакам исто така да знаете дека поделбата на државната земја изминативе неколку години, знаете, и сама е катастрофална. И овде имате аги и бегови што имаат земја добиено, па кои што ги рентаат после повторно и си земаат кирија од вас, си земаат субвенции. Значи, четвртата важна мерка е ревизија на доделената државна земјоделска земја и враќање во рацете на вистинските земјоделци. Знаеме исто така дека нема земјоделско производство без наводнување. Тука е следната мерка од програмата на СДСМ. Инвестиции 10 милиони евра годишно во системи за наводнување и во 30% субвенции за копање на архивски бунари. Овде морам да кажам дека Груевски, доживеавме, значи го натеравме еден премиер да зборува за копање на бунар. Значи веќе го навлековме да зборуваме за земјоделско производство. Тој вели дека 100% субвенционирале за копање на артерски бунари, а 18 милиони евра дека веќе вложува во наводувањето. Ке ви кажам, да, одвојуваат 18 милиони евра, ама еве го буџетот за враќање на долгот за хидросистемот Злетовица. Значи враќаат на основа на главнина и на камата. А за артерски бунари, еден бунар нека каже каде има ископано. Го слушнав тука изметарот Велјо Тантаров, кај што има изјава давано јануари годинава. Во јануари годинава го моли премиерот, ако може да субвенционирал, да помогнал во копање на артерски бунари. Значи нема луѓе, лага е. До сега да имаше па 3 пати тој ќе излезеше да пофали. И ова е она што најмногу ме загрижува кај вас. Но не ја наоѓам вината само кај измеќарите. Значи во вас земјоделците има домаќини луѓе, има вредни луѓе, ве познавам. Не смеете да дозволите едни такви продадени души кои што за личен интерес, тие не им е важно кој е премиерот или министерот, секаде се продаваат тие. Не смеете да дозволите таквите да тргуваат и со вашето производство, и со вашата земја, и со вашите субвенции. Мора да исправите глава. Значи, од срце ви зборувам, јад ми е душата кога ве гледам вака, значи, понижени, подмаса пикнати, не баре субвенциите ќе ги земат или земјата. Од тука, јас знам дека стравот ви оправдан. Тоа е ранлива категорија. Ама луѓе, не можат на сите да ни го направат истото. Значи, мора да се охрабрите. Јас ви убедувам дека субвенциите се државна мерка. Тие со закон ви се одредени. И не дозволувате да ви оценуваат со собствените пари. И нема да должам многу, ќе оставам со вас да имаме разговор, да поставувате прашања, да ги кажам уште само двете други мерки во делот на бенефициран земјоделски стаж и 0% персонален данок. Јас се надевам дека овие мерки се она што го баравте изминативе 7 години, тоа се главните мерки, инаку програмата на СДСМ е опширна во делот на земјоделство, но знам дека ова е клучното што ќе помогне да се намали производната цена и просто да имате конкурентно земјоделско производство. Ви благодарам.